Честите температурни разлики и временски варијации во изминатите 2 недели го наполнија Штипското невролошко оделение. Само минатата година биле хоспитализирани 1150 пациенти, од кои 680 со мозочен удар, а 85 од нив биле во тешка коматозна состојба. Во државата 6000 лица месечно добиваат мозочен удар, а во моментот 16.000 се справуваат со ова тешко заболување. Асиметрија на лицето, слабост или одземање на едната страна од екстремитетите, потешкоти во зборувањето или не разбира за што се зборува. Ова се симптомите кои окажуваат дека е на повидок мозочен удар. Невролозите алармираат, на граѓаните им е потребно поголема едукација во врска со мозочните удари, бидејќи голем дел од нив не ги препознаваат правичните симптоми. Да се види дали двете страни од телото со едноставно подигање на рацете, да се види дали двете раце може да се држат на иста висина подолго време или едната рака, тоа обично е страната каде што имаме мускулна слабост и за која што ќе кажеме дека е паретична или плегична, да се примети дека таа страна воопшто не може да ја дига или дека има ограничени движења во таа страна од телото. Генетските предиспозиции, брзиот ритам на живот, несоодветната грижа за сопственото здравје, како и климатските промени влијаат на зголемувањето на бројот на пациенти со мозочен удар. Бројот на пациенти расте, а се намалува старосната граница. Просечната возраст за добивање на мозочен удар по статистиките се движи некаде помеѓу 35-та и 65-та година, меѓутоа за жал има тенденција на намалување на возрастната граница, така да имаме и млади со мозочен удар. По инфарктот на срцето, мозочниот удар е втора причина за смртност, а е прва причина за инвалидитет.